Рогови ми фала се овде. Да, ја мислам дека ова таква за со рогови треба да ја. Без рогови. Благодарам. Морам да кажам. Прекрасни принтови има секаде. Еве овде каде што сме може да прочитаме приказна. Еве пишува токму баш во овој дел, излепен е ѕидот, многу убаво е направено. Објаснето е направено, па тука се и разни јунаци од цртани филмови, Штрумфови, Мадагаскар, еве Верверичката, таа што го брка желодот во секој нареден цртан филм. Што се има овдека под зидовите како принтови поставени? Тука ги имаме сите главни ликови јунаци од цртаните филмови, со оглед на тоа што оние даваат топлината на нашата игротека. Ги имаме сите, значи Спајдермен, тука ги имате од Мадагаскар, значи во тој дел тамо, Гарфилд, Мики Маус и нашето лого, нели, во една структура на приказна. Нема што нема, може да се каже дека многу е работено, многу е инвестирано. Мене ми се допаѓа што едноставно овде нема празно ќоше кај вас. Па да, значи доста е работено на тој дел и мислам дека е постигнат ефектот. Сите ќошиња се пополнати, почитувани гледачи, значи да знаете, дојдете ли овде, на секој ќоши има некоја така мамка која ќе ве забавува, која ќе ве држи во акција со часови. Да одиме сега понатаму, еве и овдека има некои интересни работи кои децава ги сакаат, обожаваат. Ова многу ми се допаѓа, бидејќи сум мераклија на готвење. Мора да покажеме, овде се наоѓаат некои прекрасни алатки, има некоја прекрасна варијанта на една убава детска кујна. Готват децата тука најчесто, така? Готват, значи дури машките изненадуваат. Повеќе машки готват отколку девојчиња. Готват, си играат, значи печат во ревна, прават, имаат овошје, имаат зеленчук, воедно ги учат кои се овошје, кои се зеленчук по малите дечиња. Е неверојатно, еве има ананас, почитувани гледачи, гледате за тие љубители што се на овошје, има зеленчук, а еве и некој донел риба, еве ја на пример обожавам риба. Може да се види, па има уште една. Има охридска пастрмка и ова е преспанска. Еве видиме, еве како звучи. Одлично, супер, еве лимун за на крај на риба малку да иставиме. Навистина прекрасно, воодушевен сум. Доле имаме, значи, и рерна може да се готви, а овде има грил, скара, може и на грил да се пече рибата, или некое друго месо. Еве гледаме разни тенџериња, но може и на плин, на плинско. Безбеден овој плинов за деца, така? Да, во секој случај. Апсолутно. Ова зашто е, сега малце да се преселиме, еве рибава залута тука, ќе ја вратиме на место. Клешти веќе си дојдат овде. Што прават децава? Дечињата, значи, има алати, поправаат, си играат, значи, за момчињата е ова наминато. Значи, имаат шлем, кој што го ставаат, нели, да си играат. Да го пробаме. Имаат пила. Ќе видиме како ми стои шлемов, драги гледачи. Ќе ме биде за инвеститора. Да, супер. Супер, браво. Убава работа, значи, добро, тоа е тоа. Значи, и момчиња и девојчиња можат овдека да си го најдат својот интерес, се на едно место. Ирена, многу прашувам јас, нели? Да направиме една кратка пауза, па да се вратиме потоа да ги покажеме останатите делови од вашата игротека да ги презентираме? Може. Штодени гледачи, земете малку воздух, потоа се враќаме овде да ги видиме останатите тајни кои ги крие игротеката приказна и да видите во што е тоа во кое ние денеска премногу уживаме овдека заедно со супер звездите. Се враќаме за неколку минути. Бидете покрај вашиот мал ТВ екран. Ирена, како си? Супер. Да, многу деца денеска, ама вие немате проблем со тоа. Ние сме навикнати, значи, на тоа темпо. Супер. По колку луѓе може да собере во еден момент во игротеката приказна? Вака, значи за возрастните имаме 40 места капацитет на возрастни, со тоа што во 10 возрастни, значи седат во долниот дел кај дечињата, другиот остатокот од возрастните, значи тоа се 30 возрастни во горниот дел се сместени, значи 40 возрастни капацитетот.
Че за дечињата не е ограничен број, значи 40, 50 и повеќе. Така. Морам да кажам дека прекрасно е уреден овој дел овде, претпоставувам каде што најчесто се слават родендени, овде седат и славениците и гостите. Гледам овде една табла, на неја пишува среќен роден ден, ајде им ја покажеме на нашите гледачи. Зошто е ова празно место долу? Значи тука се пишува името на славеникот на почетокот на роденденот. Значи во зависност како се вика, значи се минува името во текот на роден ден. Морам да ги покажам овие прекрасни кукли, драги гледачи, следете го мојот прст и видите сега каде од овде, наваму, да ги покажеме сите. Им дадовте ли имиња? Па, си уште не. Па еве, јас ако не да ги испокрстам. Бети, Мара, Стојне, овој како ќе го викаме, Лео нека биде, ова ќе биде Ана, ова ќе биде Кјара, ова ќе биде Лео 2, ќе му дадеме друго име. Навистина морам да кажам дека имате прекрасни кукли. Поготово фризурата на оваа постенова многу ми се допаѓа. Да, супер. И да се навратиме сега на делот за родендените. Овдека, освен тоа што ја гледаме оваа прекрасно уредена маса, имаме една клацкалка. Да, значи таа намената може за повеќе дечиња, значи од 3 до 1 детенца. Значи седнуваат. Може и само да се клацка. Да, и само во средината, значи. Исто издржлива и за поголеми и за помали дечиња намената за различен возраст. Ајде ќе пробам ја подоцна да видиме колку издржлива. Сега одиме да го видиме овој дел овде, прекрасно уредена маса, па со некоја многу убава апликација, па некои риби има тука што ви пливаат. Ова е направено како аквариум. Кога масичката на која што седат дечињата, значи пијат сокче, се одмараат, значи од играта тука седи славеникот, значи на чело на масичката, јадуваме тортата тука, цјалот парченца и тоа е тоа. Супер, одиме понатаму. Ево ова е тоа, драги гледачи, што никогаш во мојот живот до ден денес не научив да го играм. Ова се тие познати старомодни фудбалчиња од времето кои многу мина до ден денес многу ги сакаат. Изгледа губев ја на времето, па затоа не ми пробудија никој голем интерес. Не ме бидна во фудбалот. Тебе те бива ли за фудбал? Да. Фудбалче, тука играат дечињата, имаат едниот. Може четворица да го играат, две дечиња од таа страна, две дечиња од оваа страна. Значи прават екипи, играат и се забавуваат. Искрено сакам сега да ми одговориш, играат ли татковци понекогаш? Да. Ова беше интересно прашање, веќе да. Значи играат и татковци. Поставувам, бидејќи имам многу другари од моја генерација, па и некои постари кои и ден денес на вистина многу ги сакаат овие фудбалчиња и хубаво е да се каже каде и да се оди низ Македонијава, во разни места можат да се најдат од тие старите популарни така фудбалчиња, па кога ќе ги начекаат другариве мои почнуваат да играат, да скокаат, да прават и едноставно опасни кладби паѓаат тука. Тоа беше интересно. Да продолжиме понатака да видиме. Овде гледам некои музички инструменти има долу. Еве имаме еден прекрасен вибрафон кој сакам да го покажам, ако е вибрафон или ксилофон или нешто такво. Еве за оние кои сакаат да компонираат музика, малку да свират, да придонесат за атмосферата, чочек, мане и слично, овде може да се отсвири, така. Еве ќе го ставам тука во чош. А убаво е да го покажеме и ова делот за девојчиња, каде што можат да се шминкаат. Се што е потребно да боричнеме во торбата на мама, да ги најдеме шминките, да седнеме овде пред огледалото и да направиме уметничко ремек дело, така е? Да, апсолутно. Се шминкаат ли девојчињата? Се шминкаат, значи и машки и девојчиња. Кој стигне за шминка и резултатов каков е на крај родителите кои ќе ги видат? Страшен. Дај со апаратот да го сликам, ова не било до сега. Да. Така, супер. Тоа е убаво. Овој дел овдека, оваа маса е голема маса. Кој најчесто седи тука? Ова е масата за возрастните, значи во долниот дел, значи овде седат возрастни кои што имаат помали дечиња, значи кои што си ги бараат родителите, значи 1 годинка до 2 годинки, значи тие родители кои што имаат на таа возраст дечиња, овдека се седат, со оглед на тоа што да имаат целосен преглед над нив, значи да ги гледаат. Додека другите се седат горе, нели што се послободни или имаат поголеми дечиња. И кажавте дека имате екипа која ги анимира децата за да нема потреба родителите на роден ден, со тоа да се бават. На кој начин ги анимирате дечињата? Така, значи дечињата се анимирани во зависност од возраста, значи има различни анимации во зависност од колкави се дечињата. И сега значи правиме диско варијанта, диско забава, тоа е за поголемите дечиња, значи 8-9 годинки или во зависност од договараме од славениците, како сакаат они. Значи со нив имаме диско варијанта, значи пуштаме диско музика, имаме балончиња, значи ќе видите. Играат на диско музика и на прожекторот горе, значи имаме платно на прожектор на кој што идат видео записи кога се диско забава. Ова да се покаже, драги гледачи, да тоа е прожекторот, сега имаме филм еден оди.
Ова е на Pixar, еден многу интересен Pixar шорт цртан филм со од вселена што има доедено со вселенски брод, не ми текнува како се беше точно, ама многу интересен. Понатаму Ирена? Значи, кога се големи дечињата на прожекторот се прожектираат видеозаписи и спотови, се прави диско забава, се пушта пареја, значи имаме димна машина на која што пуштаме пареја и правиме диско забави. Додека се помали славениците, значи има друга анимација, тоа играње со мажуретки, значи имаме музичко столче с дрвен дедо, правиме караоке, исто така и за големите дечиња и за помалите славеници, со тоа што значи не практикуваме никаква маскирање на дечињата од аспект на хигиенски причини. Тоа е интересно да го објасниме. Многу ми навелат зошто било нехигиенски. Еве да објасниме, бидејќи една маска, ако се стави на детенце кое е настинато, може би се уште не кашла, не се манифестирала болеста, понатаму може да зарази многу други, нели? Точно, да. Значи, од аспект на бактериолошки причини, бидејќи доколку се облече едно дете во било каква маска, потоа истата маска е обликува нели друго детенце и тоа се пренесуваат било какви бактерии од едно дете на друго. Ајде да продолжиме во другиот дел. Ја меѓу другото сакам да кажам дека навистина е многу ладно надвор, но овде е прекрасно и многу топло се чувствувам. Како го греете просторот? Значи имаме две инвертер клими кои што работат, значи греат и ладат, нели во текот на зимата топлат, во текот на летото ладат и апсолутно значи целиот простор е уладен и загреан кога како треба, нели по потреба. И по потреба. Tego грееме, tego ладиме, зависи како се чувствуваат. Да. Како се чувствуваат славениците, пријателите на игротеката и оние кои дошле убаво да си поминат. Еве сега тука имаме една полицајка, драги гледачи, еве да ја покажеме, еве со полициска кола, мафни ни злато, мафни ни, прати ни бакнежи кукле, прати, ќе ни покажеш како се вози ова прекрасно полициско возило, а? Ајде да видиме. Имате и вакви ауца? Да, имаме неколку, значи полициска кола, имаме розова за која што девојчињата највише мој еве тука, значи која што највеќе девојчињата сака да возат, има црвени колички, значи има повеќе си, по различни бои. Значи разни колички, има и кукички. Еве да видиме, овде има една кукичка интересна, многу убава кукичка, па има и звонче овде, ако задзвониме да не излезе некој, чекај да видиме, нема никој во моментов. Изгледа тие што живеат у дворот се си работат целот секи. Натре, само оставено. Едно мало бебенце, една кукличка, еве таа се наоѓа внатре. И оваа кукичка е прекрасна, значи навистина морам да кажам дека сите играчки овде кои што ги гледам се од врвен квалитет. Нема импровизации. Little Tikes, значи се сите играчки делумно и не се импровизирани, не се, значи се со врвен квалитет. Доказ за тоа дека нема импровизации, дека игротеката приказна е технолошки многу напредна и ова катче овде што мене многу ми се допаѓа по нас, драги гледачи. Брзо по нас да видите што се случува тука. Тука се случува невидено чудо. Значи, ова е тоа за кое најмногу ми е жал што пораста. И ајде да кажеме што имате во овој дел. Вака, значи во овој дел има два уреди, едниот е Xbox, другиот е Nintendo Wii. Значи, поатрактивно е Xbox-от, значи тоа е игра на сензор, која што дечињата играат, значи во овој дел, значи мора да бидат доближени скроз до задниот дел на зидот, за да може да играат играта. Значи нивните тела се скенираат и така со нивното движење, така се игра играта. Значи нешто слично како 3D анимација. Доста интересно. Со движење на раката тие, нели, пуштаат, палат, гасат, паузираат. На десната рака, значи се движи, така се пушта, значи може да видите сега во моментот. Со движење на телата, значи така се игра играта. Нема, значи джойстици, значи се игра само преку движење на телото. Значи тоа е големата предност на Xbox-от. Бидејќи децата се движат, не се во седната позиција за да мора на джойстик да играат. Има уште една предност што морам да ја напоменам, а тоа е откако ќе се изнаиграат овде на Xbox-от, одат дома и паѓаат у несвес, заспиваат одма, нели? Да. Нема потреба дополнително да се носат негде да вежбаат, да трошат енергија, кога тука трошат се што има. Супер, да. Сега има и Nintendo Wii, како што реков, два уреди, другиот е Nintendo Wii. Тоа е веќе се има джойстици, значи како палки се ставаат на рацете. И така се игра, значи со нив. Не е на сензор, значи има спортски игри, има тенис играат доста често, куглање, има голф, има бокс за машките, значи независно. Морам да прашам, пошто вака многу ме интересира, си поигруете ли вие понекогаш? Повезно, значи пред роден ден, после роден ден играме. Персонално, да, малце да се релаксира, да се опушти, сепак го имате на располагање и да, и јас кога би бил дел од игротеката и од тимот овде, тоа би го правил секој ден по неколку пати. Супер. Ајде сега да видиме овде кај Шанкот, да? Дојавме до делот овде кој што